Почитувани, добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. Стабилно е нивото на реките и акумулациите во брегалничкиот регион и нема опасност на изливање и поплавување на околните површини. Според надлежните во водостопанската подружница Брегалница, почистењето на каналската мрежа за среда се планира за фаќање на проточните води од реките и пуштање во нивите. Состојбата со акумулациите од хидросистемот Брегалница е стабилна, а со новиот доток на вода од речните притоки се очекува добар старт на сезоната за наводнување во источниот регион. Во моментот во браната Калиманци се акумулирани 97 милиони метри кубни вода, а просечниот доток од реката Брегалница е околу 22 метри кубни во секунда. И покрај најавите за врнежи од дожд не се очекуваат поголеми промени, но превентивно се испуштаат по околу 10 метри кубни. Во акумулацијата Мавровица има над 2 милиони метри кубни вода, додека браната Градче, која е со сличен капацитет, се наоѓа на максималната горна кота. Од водостопанската подружница Брегалница информираа дека со оглед што веќе е завршено расчистувањето и обновувањето на каналската мрежа и на речните корита, се планира водата за наводнување во оризовите ниви да се пушти в среда, односно по верскиот празник Благовец, како традиција во Кочанскиот регион. За почеток ќе бидат зафатени проточните води од реките, а капацитетот од акумулациите на хидросистемот ќе започне да се користи во мај. Со годишниот план за одржување на мрежата за наводнување и на речните корита, во изминатиот подготвителен период исчистени се над 150 км канали и вади во атарите на 4 општини во Кочанскиот оризопроизводен регион. Според најавите, година во оризот ќе биде застапен на околу 4400 хектари, што е зголемување за околу 20% во споредба со минатата година. Коалицијата предводена од ВМРО ДПМН во четвртокот одржа митинзи во Виница и Кочани, каде пред граѓаните зборуваа кандидатот за председател Гордана Силјановска-Давкова и лидерот на партијата Христијан Мицковски. При тоа беа представени дел од заложбите што се нудат во предизборната програма. На четвртиот ден од предизборната кампања за председателските избори, кандидатот Гордана Силјановска-Давкова и коалицијата предводена од ВМРО ДПМН одржаа митинзи во Виница и Кочани. Обраќајќи им се на граѓаните, Силјановска рече дека во државата недостасува демократија, затоа што се спроведува волјата и интересите на тесна група луѓе од власта, која воопшто не води сметка за проблемите на граѓаните. Ние се залагаме за право и правда по мерка на стандардите на Европската Унија. Право и правда кои важат за сите. Право и правда во определена процедура. Право и правда според уставот и законите, а не според нивните партиски одлуки. Нивната правда и нивното право се политички и партиски, но тоа нема да бидат наши. Еден председател кој ќе тврди и ќе ги уверува и ќе докажува дека е од народот со народот и дека се грижи за него, е должен да ги представи тие проблеми, да ги презентира во своите обраќања пред пратениците, за да ги чујат граѓаните, за да видат дека тој таа им докажува дека е со нив и дека мисли за нив, за да се направи демократски притисок на оние кои ги носат одлуките и политиките. Тогаш тој председател, тогаш таа председателка ќе биде задоволна, кога ќе чуе дека има одговор на поставените прашања, дека одговорот е соодветен. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски побара подршка од граѓаните на Виница и Кочани за кандидатурата на Силјановска-Давкова, за, како што рече, да се исполни сонот за Македонија во кој државата и граѓаните ќе се ослободат од неправдите и криминалите на актуелната влада. Ајде да го поразиме заевизмот. Ајде потоа заедно, рамо до рамо, да си бидеме потпора еден на друг, грб до грб, да ги поплавиме улиците овде во Кочани и ширум Македонија и на нашите соседи, на нашите пријатели, соработници, роднини,
да им го прераскажеме нашиот сон за Македонија. За оваа Македонија честита, достоинствена и горда, а не Македонија опустошена, оплячкана и омаловажена. Тоа е изборот на овие председателски избори. Го имаме Стево и ја имаме Гордана. Имаме човек, имаме кандидат кој со сета своја харизма, со сето свое животно искуство, со сите оние генерации кои што поминале на правниот факултет, кои што добиле знаење, но и со сета додадена вредност што утре може да ја даде на Македонија како држава од местото председател на Република Македонија. Тоа е нашиот избор. Добри луѓе, браќа и сестри. На митингот во Кочани беше речено дека е несватливо колку лесно е распродаден македонскиот идентитет за туги интереси и дека победата на председателските избори за Силјановска Давкова ќе наметне брзо организирање и на парламентарни избори. На крајот, Мицковски побара подршка за кандидатката на ВМРО-ДПМН, со што граѓаните ќе се изборат институцијата председател на државата да остане честита, искрена, независна и ВМРО-овска. Со свечена академија и положување цвеќе на бистата, основното училиште Малина Папиванова го одбележа својот патронен празник. Во салата на Центарот за култура Бели Мугри настапија учениците од сите оделенија во училиштето. Под мотото «Квалитетно знаење, пат кон иднината», основното училиште Малина Папиванова го одбележа својот патронен празник. Учениците и наставниците навистина се подготвиле за достојно одбележување на патрониот празник. Својата успешна работа тие ја подготвиле во една убава академија, на која настапија ученици од сите оделенија и се представија со своји точки и игри. На академијата настапи и хорот и оркестарот на училиштето, а директорот Благој Петров ги поздрави присутните во салата. Создаваме генерации кои смело чекорат низ еднината и постигнуваат резултати на општинско, регионално, државно, меѓународно. Со тоа, значи, бројни медали, награди, дипломи, благодарници, и тие се доказ за тоа. Основен белег на нашето училиште е работливоста, упорноста, просветеноста и креативноста, а добрата корелација меѓу директорот, стружната служба, наставниците, родителите и учениците не прави успешен образовен колектив, на што сме многу горди. На академијата по повод празникот беше речено дека училиштето е место каде што учениците се воспитуваат, образуваат, го потекнуваат личниот и емоционалниот, физичкиот и социјалниот развој, се подготвуваат за практична примена на вештини, умења и знаења и се охрабруваат за надминување на етички, културни и јазични разлики. Интерес има, но до сега не е поднесена ниту една апликација за субвенции за набавка на приплоден добиток од сточари во Кочанско. Рокот за доставување на понуди истекува на 11 април, информираат од Агенцијата за потикнување на развојот на земјоделството во Кочани. Нема сточари во Кочанско кои доставиле понуди за субвенционирање на инвестиции реализирани за набавка на приплоден добиток во своите стада. Интерес има, но не и комплетирани барања, велат од Агенцијата за потикнување на развојот на земјоделството во Кочани, откаде очекуваат до завршување на рокот за достава на барањата 11 април, дека ќе има сточари кои ќе аплицираат за оваа мерка. Во овој момент немаме пријавени кандидати, но имаме најави кои што се во тек и документите се подготвуваат, така што ги очекуваме заинтересираните сточари, одгледувачи на говеда или на овци, да се пријават за набавка од овие високостелни јуници или приплодни грла овци и кози. Важно е тоа што набавката треба да се изврши од регистрирани фирми кои што се увозници или одгледувачи на вакви грла. И кога сме овде да кажеме дека потребната документација, значи за пријавување на овој оглас е покрај електронското барање кое што се поднесува нели по електронски пат и кое што треба да биде подпишано од барателот. Значи треба да се достави понуда или профактура
Потоа треба да се изготви деловен план, кој што ние го изготвуваме, да се донесе документ РБО, попознат кај земјоделците како регистрационен број на одгледувалиштето, и да се приложи педигре со оваа документација, но бидејќи педигреата тие можат да ги добијат само при набавката на грлата, во првата фаза, кој што треба да се поднесе електронски, треба да се достави изјава од понудувачот, во која што ќе стои дека педигрето ќе биде доделено при самата набавка на добитокот. Инаку, инвестицијата не треба да започне додека не се подпише договор со платежната агенција и од моментот на подпишување на договорот земјоделците пристапуваат кон набавка на предвидениот добиток. Право на учество на овој јавен повик имаат сите одгледувачи на добиток кои што се запишани во единствениот фарм регистар при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Исто така и оние кои што се регистрирани според Законот за вршење на земјоделска дејност и оние на кои што земјоделството има како дополнителна дејност и правните лица како трговски друштва и земјоделски задруги. Инаку средствата се враќаат од 50 до 75% во зависност од положбата на апликантот, дали е млад и дали одгледувалиштето е во ридско-планинско или рурално подрачје. Мерката за која може да достават понуди сточарите за инвестиции за набавка на приплоден добиток од програмата за рурален развој за сточарите се однесува за набавка на високостелни јуници и приплодни грла, овци и кози. Продолжуваат активностите за уредување на храмот Свети Атанасий во населбата Оризари. Во тек е реализацијата на втората фаза во која е предвидено хортикултурно уредување на дворот. Црковниот одбор при храмот Свети Атанасий, составен од верници од населбата Оризари, по целосната промена на фасадата на храмот, ја поплочи внатрешноста на црквата, заврши со фреско сликањето и деновиве продолжи со активностите од втората и последна фаза од уредувањето, каде што во тек е обнова на подпорните ѕидови, како и хортикултурно уредување на дворот. По завршување на оваа фаза, дворот на храмот ќе добие нов лик. Моментално работиме на потек уредување на степеништа, кои ќе бидат обложени со камен, кој одговара на другата структура во самиот црквен храм. Значи, ќе бидат осветлени, ќе имаме направено ограда, која ќе помага на повозрастните луѓе да бидат посигурни и самите мали дечиња и сите луѓе. Значи, тај дел ќе го завршиме. Бушотината за вода е завршена. Планираме да направиме исто дел една мала чешма на потегот тука, веќе во завршна фаза и самата порта која треба да биде направена капија на западниот дел на храмот кој води кон кеот на реката, да го разубавиме овој дел. Останувато што некои малку активности, меѓутоа нашиот одбор иницијативен кој се зафати за оваа активност, веруваме во нас, во нашите верници, од кои очекуваме и пак побаруваме кој колку може да донира. Стоиме за тоа што го правиме и веруваме дека тоа чисто, сепак се работи за храм, за црква и треба да го разубавиме. Убаво каче, убав момент да не бидат тука нашите верници. Овој дел на старите степеници што ги гледаме, дали може објективно да ги фати, значи тие ќе ги сочуваме со мала реставрација и да останат како белег дека некогаш постоеле, тука луѓе се наши верници се ги користеле, тие ќе ги сочуваме во тај дел, а другите ги обновуваме. Покрај хортикултурното уредување на дворот на храмот, според проектот за обнова на храмот Свети Атанасий во Оризари е и изградбата на влезна капија од западната страна на црквата. Иванов се заблагодари на сите верници од земјава и иселеници во странство кои донираат за храмот и на оние кои помагаат и несебично вложуваат за негова обнова. Инаку црквата посветена на Свети Атанасий е градена во 1848 година, потоа делумно разрушена за повторно да биде изградена во 1876 година, а фреско живописана во таванскиот дел од страна на тајфата на Исаија Макаровиќ од село Гари Дебарско, кој со својата тајфа престојувал во Кочанско. Од 55 икони колку што се наоѓаат во црквата во Оризари, 17 се наоѓаат во регистарот на регистрирани икони на Заводот за заштита на спомениците на културата во Македонија.
Следува информацијата од спортот. Викендов ќе се игра 16-тото коло во првенството на третата фудбалска лига Исток, во кое фудбалскиот клуб Осогово ќе патува во пробиштипна средба со Рудар. Во првата фудбалска лига во женска конкуренција, женскиот фудбалски клуб Кочани ќе биде слободен поради репрезентативните обврски на противникот Драгон 2014. По одолговлекувањето на почетокот на пролетниот дел во првенството во третата фудбалска лига, викендов ќе се игра 16-тото коло. Третолигашот Осогово ќе гостува во пробиштипна средба со Рудар, екипа која е на дното на табелата, односно со само 3 бода повеќе е предпоследно пласираната Слога од Виница. По минатонеделната службена победа со 3:0 против Кежовица, која не допатува на надпреварот во Кочани, жолто-сините во моментов имаат 36 бода. Тоа ги задржува на лидерската позиција пред Овчеполе, кое заостанува 6 бода. Надпреварот против Рударите за Осогово би требало да биде рутинска победа и продолжување на серијата успеси. Според најавите од клубот, по 5 месеци пауза, ова ќе треба да биде прв официјален меч на кој како предводник и тренер на екипата ќе биде координаторот на Младинската академија Зоран Тодоров. Причина за тоа е отсуството на првиот тренер Александар Андов, кој е на репрезентативен собир со женската фудбалска селекција на Македонија, која ќе одигра 2 контролни меча со Косово. Средбата со Рудар на стадионот во Пробиштип е закажана за внедела со почеток од 15 часот и 30 минути. Во првата фудбалска лига во женска конкуренција пак, ЖФК Кочани викендов ќе биде слободен. Таков е распоредот поради репрезентативните обврски што ги има екипата на Драгон 2014, со кој во Скопје во рамки на 18-тото коло требаше да се сретнат нашите фудбалерки. Според календарот на надпревари, средбата е презакажана за 10 април. Во меѓувреме, по минатонеделната победа на домашен терен против Тетовски Љуботен, кочанскиот женски прволигаш ќе има доволно време да се подготви за средбата со скопјанки. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.